Денешната епизода ја стартуваме онака како што ја најавивме. Словенија. Земјата која што во иста година влегоа, например, со Малта во Европска Унија. Но развојот и прогресот кој што го гледаме денеска во оваа членка на Европска Унија е драстично поголем од она што го имаме, например, во Малта. Словенија не само во однос на Малта, туку и нам блиската од некогашната заедничка држава, во однос на Македонија денеска е далеку, што би се рекла, 200 години пред нас. А ако за време во живењето во СФРЈ беше едно 50 на години, тоа денеска е премногу евидентно. Започнуваме од Блед. Блед и Бледското езеро, местото во кое во далечните 47-48 година се решаваше и македонското прашање. Па да почнеме. Ѓорги Димитров како представник на Бугарија и Јосип Броз Тито како представник на Југославија тогашна го решавале и македонското прашање, кое денеска го имаме како бреме сите македонци на својот град. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Show, Friday 8 p.m. New podcast.
Словенија е прекрасна. Ја возевме надолго и на широко, барем кон средишно западниот дел и приморскиот дел. Посетивме неколку интересни локации, а она што го најавивме и во стартот денешната епизода е првата наша посета – Бледското езеро. Вила Блед, денеска така се вика. 47 година од минатиот век, 48 и подоцна онаа фамозна 49-та, се викало Вилата на Тито. 48-та, токму тука, Ѓорги Димитров, како представник на Бугарија, и Јосип Броз Тито, како представник на Југославија тогашна, го решавале и македонското прашање, кое денеска го имаме како бреме сите македонци на својот грб. Го имаме затоа што било решавано за нас, во наше име, под наводници, а практично никакви решенија не се донеле, кои што ќе бидат согласни со она што треба да биде живот за нас македонците во сите следни векови натаму и понатаму и понатаму. Токму затоа денеска ги имаме проблемите кои што ги имаме. Препознатливо, нели? Ќе остана малку да почнам барем да ја чувствувам таа тогашна година, да пробам да го доживеам тоа. Токму тука, во Блед, 1946 година, започнаа првите размислувања и преговори што понатаму после војната со Југославија и Бугарија на прашањето на тема Македонија. Димитров и Тито ги започнаа преговорите за Балканската федерација, во склоп на тоа Македонија да биде една и единствена што поголема, а кон тоа беше приклучена и грчката страна, барем според документите кои што денеска може да се сретнат низ архивите на балканските земји, не само нашите македонски или пак само бугарските. Значи Вардарска, Пиринска и веројатно Егејскиот дел беа во концептот на новата Балканска федерација. Конкретизирањето на оваа тема беше на Бледскиот договор, токму тука во Вилата на Тито во 1947 година, после кое Југославија во договор со Димитров испрати своји учители во Бугарија да ги учат македонски јазик, исто како што веднаш потоа се воспостави и комуникацијата на другата страна. По тој некаков првичен план во документите кои што денеска може да се најдат, се среќава дека Тито имал намера цела Бугарија да биде дел од Социјалистичка федеративна република Југославија, исто како и голем дел од грчката земја, бидејќи преговорите со тогашната комунистичка партија на Грција воделе исклучиво кон тоа. Но на сето тоа се спротивставува Сталин и токму поради тоа настанува веднаш по Бледскиот договор разидување на идеите на Тито и Димитров. Димитров сакал да биде Македонија под раководење и власт бугарска, додека Тито инсистирал да биде исклучиво независна. Од тогаш ги прекинуваат контактите и сите оние размени на учители прекинуваат во склоп на договорот кој што бил првично договорен токму тука на Блед. По 1948 година, кога се разединува и со Коминтерната, Тито го прекинува и контактот со Грчката комунистичка партија, исто на која што и го врти грбот дури и Димитров, па дури и Сталин. Погромот кој што се случува во Егејска Македонија веќе е јасен секому, но тоа е дел од некоја друга тема. Тука на Блед се договарало и на крајот ништо не се договорило. Но како што стои и во документите кои што може да се сретнат, една убава идеја за една Балканска федерација пропаднала и никогаш не се остварила, за да ден денеска
Сите оние проблеми кои што се појавуваат на Балканот, а се со тема Македонија, започнале и не се решиле токму тука. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Кранска Гора, прекрасно, фантастично. Иако е вон сезона, иако е скоро се затворено, малку и доцна, но снегот е фасцинантен и штета што не можеме да го искористиме моментот за скијање. Сум без некаков скијач, 10 пати имам застанато на ски, но ќе ми беше кејф да го пробам тој момент и да го запишам на филмче. Но како и да е, едно убаво искуство, да го свртиме и овој реон низ преубавата, зелена, чиста и фантастична Словенија. Кранска Гора има и слалом и велеслалом и така, но во моје време, јас кога бев многу помал, пред 20-30 години, имавме звезда во Југославија, кој што беше царот на оваа скокалница зад мене, Планица, а се викаше Примош Улага, словенец. За неколку дена, за 2 или за 3 дена, почнува светскиот куп во ски скокови. Токму овде, во Словенија. А знаете што е она најинтересно и најфасцинантно што ми остана? Информацијата дека дознав сега овде кај што стојам, под мене, значи под земја, се направени терени за нордиски дисциплини. Значи трчање, биатлон, тренинзи и така натаму. Ова е еден спектакуларен скијачки центар со сите возможни дисциплини, направен по сите врвни светски професионални параметри. Кранска Гора. А ова зад мене е Планица. Уживајте неколку секунди. Од прошетката ни Словенија невозможно е да дојдете, а да не ја посетите Постојинска јама. О мене ќе ми биде трет пат да влезам во јамата. Прв пат бев кога бев многу мал, во осмолетка. Тие екскурзии низ Југославија направија да ја прошетаме цела оваа територија и нормално не смееше да се прескокне Постојинска јама. Втор пат кога бев во средна школа, значи последен пат бев тука 1987 или 88. Не можам сега точно да се сетам, ама таа година. Значи после толку години повторно тука на истото место, веќе малку возрастен. Ај малку да уживаме од внатре.
svijetu. U velikim akvarijima nalazi se čovječja ribica. Izvrsno se prilagodila na vječnu tamu spiljskog okoliša. Nema zaštitni pigment, oči su je zakržljale i prekrivene kožom. Cijelo njeno tijelo osjetljivo je na svjetlost. Odlično pliva, pri čemu joj pomaže plosnati rep, okružen kožnom perajom. Na prednjim nogama ima po 3 prstića, a na stražnjim po 2. Za život u tami razvila je izuzetno osjetljivo osjetilo mirisa, dodira i unutarnje uho kako bi na vrijeme osjetila dolazak visokih voda koje donose hranu. Osjeća i slaba električna polja. Diše pomoću vanjskih škrga i kože. Iako ima razvijena i jednostavna pluća, rijetko izlazi iz vode. Rekorder je u sposobnosti preživljavanja u uvjetima s vrlo malo kisika. U ustima ima 200 sitnih zubi. Hrani se manjim vodenim životinjicama, a bez hrane može izdržati i više od 10 godina. To joj omogućuje glikogen pohranjen u jetrima. Može doživjeti i nevjerojatnu starost od oko 100 godina. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de to, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Podcast. Прошетавме и до Загреб, каде што исто така се гледа прогресот, но за разлика од Малта,
и за разлика од Словенија, во Загреб, барем во централното градско подрачје, сретнавме многу просијаци. Тоа е она што во Малта, ако живеете малку подолго, и ќе се одвикнете да го гледате. Малта може би единствената земја во светот каде што тоа нема да го сретнете по улиците. А Загреб нормално пристоен, преубав и отворен, среден, во сиот свој сјај не дочека на ова еднодневно патување. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Напуштајќи го приморскиот дел на Словенија, поточно да потенцираме Копер, кое што важи за едно од најголемите пристаништа на оваа територија, и верувале или не, тука е најголемиот паркинг за автомобили кои што пристигнуваат со танкерите или испловуваат со танкерите кон другите земји во светот, токму од тука во Копер. Паркингот во Копер за автомобили собира 45.000 возила во еден ист момент. Важи токму затоа за најголемиот паркинг на автомобили пристаништен танкерски во Европа. Тргнавме кон Трст. Тоа беше и нашата последна точка пред враќањето дома. Денеска Европа без граници, па едноставно само го поминавме овој граничен премин колку да пристигнеме до нашето пристаниште. Пристаништето овој пат беше аеродромот во Трст, кој што не одведе на точката до нашата Малта. Ако имате некогаш прилика да ја посетите оваа прекрасна земја Словенија, која што важи и ден денеска за една од најзелените и најчистите во Европа, не пропуштајте ја таа прилика. Навистина вреди да се посети. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.